Добар ден, почитувани гледачи, се јавуваме од просториите на Државното средно училиште Колен Ехтенин, каде што за неколку минути ќе започне маршот кој што ќе даде порака за сузбивање на пороците. Тоа се алкохолот, пушењето, малолетничка деликвенција и секако. Разговараме со директните учесници, со Ива Димитрова. Која е пораката од овој марш? Пораката од овој марш е подобар живот, како сузбивање на пороците, дрога, пушење, коцкање исто така, но пред се треба да започне и од нас помладите, не само од постарите. Добро, разговараме со Ангела Стојовска. Дали само маршот треба да биде форма преку која треба да се пренесе оваа порака? Постојат ли други форми? Да, маршот не треба да биде единствениот чекор за искоренување на пророците, туку очекуваме и голем број на други мисии со помош на кои ќе се стави крај на ова. Благодараме, сега ќе го запрашаме Милан Добровски. Добро, да ми кажеш, дали само вие треба да ја праќате оваа порака или треба да очекувате од повозрастните или вие самите да придонесете за искоренување на овие несакани нешта? Не само возрастите, туку и ние, неви помладите, треба да се стремиме да ги неви се помалку да бидат застапени овие пороци. Добро, благодараме, сега разговараме со координаторот на проектот. Деспина Ристова Делипетрева, заедно со колешката Лилјана Манова, успеавме да добиеме проект од Министерството за образование и наука под наслов превенција од малолетничка деликвенција, каде што остваривме низа активности со цел подигање свеста на младите зашто треба да превенираат малолетничка деликвенција, како да се заштитат. Денеска е финалната активност, односно финалниот марш, каде што имаме исто така доделување и награди од литературен конкурс кој што се спроведе како дел од активностите од проектот. И колешката ќе каже повеќе за целта и пропагандата, односно која што денес еве ние пренесуваме пораката, односно учениците пренесуваат пораката кон своите сокласници, зошто да се спречи, како да се спречи малолетничката деликвенција. Благодарам. Само накратко, што е целта на денешниот настан? Јас сум Манова Лилјана, наставник по граѓанско образование и координатор на проектот добиен од Министерството за образование и наука. Целта на денешниот марш е учениците да го подигнат својот глас за да се стави стоп за семејното насилство, да се стави стоп на пороците, алкохол, дрога, коцка, тоа игри на среќа. Зошто? Затоа што знаеме дека проблемот не е само на учениците или на поединците, туку проблемот е глобален и за семејството, и за еднината, и за желбите на учениците понатаму. Затоа ние сакаме да испратиме јавна гласна порака дека треба да се стави стоп на тие пороци. Со претходните активности кои ги имавме веќе укажавме на последиците од нив, а сега само да го подигнеме гласот и да кажеме дека приоритет да ставиме на здравиот начин на живот, а не за пороците и малолетничките деликвенции. На кој форма ги применувате тука во училиштето за овие пороци, ако не се искоренат, да се сведат на минимум? Да, значи не само како денес, нели дел од проектот, ние секојдневно и во текот на целата учебна година работиме со учениците за искоренување на насилството во училиштето, за искоренување на пороците, на малолетничката деликвенција, било да е тоа на часовите по граѓанско, било да е тоа на класните часови и така натаму. Инаку како дел од проектот, почетната фаза беше соработката со МВР, каде што се одржаа низа работилници за штетното влијание на пороците. Благодарам. Значи, само како што рекол почитувани гледачи, за кратко, за неколку минути од тука, од училиштето Колен Ехтенин, ќе започне маршот кој ќе се продефилира по улиците на центарот на градот, а потом ќе заврши повторно од каде што почна, односно во ово училиште.